Здраво, Македонијо! Работите полека, но сигурно излегуваат од контрола и тоа е прекрасно. Минатиот петок посветив некои 9-10 минути во стендапот на предизборната комуникација на битката во општина Карпош, односно конкретно на вербалните напади на градоначалникот Јакимовски кон кандидатот на ВМРО Сотир Лукровски и како овој вториот одбива да влезе во црна кампања и навреди. Што мене како човек и долгогодишен жител на општина Карпош на времето ми се допаѓа. Ништо навредливо не кажав, само анализирав и апелирав тонот да биде на нивото кое е достојно за Карпош. И во една реченица спомнав дека Лукровски не се појавил на дебата во ТВ24 затоа што веројатно имал некакви обврски во кампањата. Толку беше. Ама не било така како што јас сум мислел. Минатата недела Богдан Илиевски, не знам дали гледавте, посвети практично цела емисија на вас како одговор зошто го немало другарот Соте у телевизија 24. Практично одговор на она што вие му одговаравте на Христијан Мицкоски и на другарот Соте. И сега он кој фактор во мојот живот Богдан Илиевски, мислам да не чисто да ве запознавам со ситуацијата, он испаѓа како Милош бе. Па не беше цела емисија. Зошто така бе, човек? Па и ти градоначалник. Не сум јас никој фактор, ама не кажувајте вака јавно бе, ми рушите углед. И ете така дефакторизиран затоа што сум направил една анализа, решив на Миќо да му покажам што значи цела емисија да посвети човек, за да не испадне дека лаже, се разбира. И ете, навистина јас не сум фактор во животот на градоначалникот, но може би сум фактор во животот на некој 500 карпошани. Ќе видиме. Сигурно грешам, а тоа е во право, бидејќи секогаш е во право. Имаме уште малку дефакторизација на мојот лик и дело. Знам дека сакате да чуете, па одиме одма. Оваа кампања што ја водат они у Карпош веќе ми станува смешно, морам да признам, затоа што дури и Богдан Илиевски, Бетмен, го инструментализира да цела емисија една направи со критика за вас, за вашите одговори кон Христијан Мицкоски и Сотир Лукровски од првата дебата. И цела една емисија посвети каде што го правдаше Сотир Лукровски зашто не бил на првата дебата, имал обврски. Еве сега втора дебата помина, пак имал обврски, имал агенда. Ја не знам. Абе, види и Бумбарот. Не, ова е смешно е више. Слушај вак, и Бумбарот највише брчи од сите, ама не носи мет. Тачно. Брчи многу, Да. Разбираш, ама не носи мет. Аман тебе луѓе. Абе, милост малку. Абе, што ми направивте? Бр, нема мет. И Бумбар, а не пчеличка како него. А сега на дума ме стави. Дали јас не сум фактор во животот на градоначалникот, бидејќи не носам мет, а во медот може нема метчиња, нема факторчиња. Добро. Фактор во животот на медарите сигурно се можеби инвеститорите кои бога ми знаат да донесат мед како што сме слушале, а не бумбари како мене. Бр. Епа чим бумбар, ајде да побрчиме малку, да видиме кој коси, а кој мед носи. Бр. Пред главното брчење, ајде да видиме како актуелниот повторно реши да тера кампања по примерот на дискредитација на кандидатот за градоначалник Сотир Лукревски. Ова Маја докторката од СДС никој не ја спомнува, додуше и Венко на митинг во Карпош, Стефчо Ич не го спомна, кој знае зошто. Не се, одиме на навредите и старата досадна тактика, демек Стефчо е стариот лав, а Сотир нема искуство. Го шетаат низ Карпош како млада невеста. Вау, што му рече сега и како го увреди, алал. Што вели богатата програма за Карпош, кој е следен за увреда? Стефчо Јакимовски 2000 година победил во првиот круг. Тој никој ништо. И секогаш ве ставам на купче. И 2009 година, и 2013 година. О, ВМРО топтан сега. Секогаш ги ставал на купче, освен кога му аплаудираше на Христијан минатите избори. Интересна програма во секој случај. Друго, што ќе направиме ако ја добиете довербата на граѓаните? Бр. Во кампања ги носи сите министри, што сака да каже, тие ќе му ја водат општината. Па го носи Тошковски, луѓе божи. Тошковски прв пат го видел Карпош, стапнал на тло на Карпош, кога школо на екскурзија го донели у зоолошка градина да види зоолошката градина, да види тигрови, лавчиња, слончиња. И се Тошковски го носи да го шета низ Карпош, кој поима нема од Карпош, и он да му понуди решенија. Прекрасно, волшебно, какво добро вреѓање на министерот за внатрешни. Уште еден реализиран проект.
Слушај, јас да ти кажам, па јас кога дојдов од Подржикоњ во Скопје, зоолошка скоро и да немаше. Првите слончиња лично сум ги носел на грб. А тој Панче прв пат дошол во Скопје во зоолошка. А кај требало да дојде бе шефе во штедилница кај тебе? Или па ние кои сме купиле станови по Карпош, ние немаме право на Карпош и не знаеме ништо за општината, бидејќи сме родени, замисли, 20-30 години после тебе. Ти го измисли Карпош, нели? Бр. Следно, беше посветено и време за анализа. Како Сотир Лукровски се поздравил во спот со премиерот Мицкоски. Сериозен подвиг кој очекувам на вистина да донесе многу нови гласачи за Стефчо. И гледате го Соте како е со рачето цело време дигнато. Вети го зафркна. Не можел ни спотот на памет да го научи. Што треба да направи, па цело време му е дигната раката, спремен да се поздрави. Не ме гледаат сега. А сега може да кажем, ова најмалку 5 пати го повторувале. Сигурно. Вау! Ама му го плесна, царе, анализа како се поздравил со премиерот, ми доаѓа така, со премиерот во спот како се поздравил, па и заклучак дека најмалку 5 пати била снимана сцената. Сигурно на тоа ќе додаде Милош, да не може да дочека човек избори за да гласа. После ова, во прв круг газење ќе има Тоа што они немаат проекти, немат никаква визија, немат никаква решение за проблемите, односно Карпош е све решено и Кутриот нема кај да оди, само вика Карпош е најурбана, најпожелна општина. Во Карпош се било решено. Особено паркинзите, хигиената, маркиците за градба, се е решено. Нема ни потреба од избори. Ама Они многу лесно ќе се справат со мене ако предложат квалитетни проекти за општина Карпош, ако предложат квалитетни луѓе кои влеваат доверба. Чек, што сакаш да кажеш? Твоите проекти не се квалитетни и не влеваш доверба? Па ги читам, мајко му стара, како Бумбар, Несере Медович. И баш ми влеваат доверба сите овие капитални проекти за субвенции за бушење, бунари за техничка вода, за инвертери и така натака. Дај бескромност, те молам. Плюс, што е работава? Го немаш увредено Лукровски едно 4 минути. Те молам, човек, коригирај се. Ако не предлагаат луѓе што имаат стаж, голем кафански стаж, ако кои работното време си го трошат по кафеани. Па така бе, човек, сега веќе ова личи на градоначалнички говор. Кажи дека опонентот, тој небитниот кој не го знаел никој, нели дека по кафеа ни одел, Боже, срам ми арам и обавезно, задолжително. Кажи нешто дека и како професионалец не го бива. Онака, дискредитирај бе до крај. Не се интересираат ни за фирмата во која што работат, а се представуваат, не знам, како луѓе од една израсна, научиле реалниот сектор. Врска нема како во реален сектор, какви бакрачи. Ова е пчела, бе, вредна, работлива, носи мед, некако нас бумбарите, бр. Втора недела поред ги уверува гласачите дека противников ни за фирмата во која работи не се интересира нешто баш многу. Следно очекуваме да дознаеме дали господинот Лукровски можеби спие на таван. Сигурно не се бања и навива за ФК Кадино од Илинден. И за таков ли ке гласате граѓани? Не, така, туку за вечниот градоначалник кој знае добро да оцрни противник. Иако противникот е небитен, ама тој си го оцрнува така за секој случај, да си одржува формата. И вие тоа го сакате, нели, и уживате во тоа. И затоа ќе го гласате уште еднаш. Нема ништо толку добро и задоволително како градоначалник кој се гаѓа со црнила кон противниците, бидејќи замислете, се дрзнале да помислат дека можеби на Карпош му треба нова енергија, а не стари многу долго слушани приказни. Нека идат бе, нека си гледаат слончиња во зоолошка, не да му кршат раат на Чичо Стефчовие опонентиве. Си кажа тој дека нема проблеми во Карпош, што тие се занесуваат? Добро. Значи, само треба да предложат решенија за проблемите во Карпош. А не да... Еј, човек, не ме дестабилизирај сега. Бр. Немаше проблеми и остај таа работа сега, аман заман. Какви проблеми? Кажи, ајде да извадиме работава. Кажи што се ти прв си направил. Дај повтори ги истите работи од секоја кампања и да тераме напред кон светлата иднина. Практично Прв ги пробува... осветлив, Милош, прв ги осветлив спортските терени. Да. Да се игра и навечер. Прв го очистив кеот, го поплочив и направивме велосипедска стаза. Па и овој проектов со сијалициве лед
ефикасни велет. Значи вие ние први сами, направив, сами без приватно јавно партнерство. Да. Први почнавме да менуваме Да. кровови, лифтови. Први почнавме да Сите даваме по вас. стипендии на талентирани ученици, спортисти. Први почнавме да даваме бесплатни ужинки, бесплатни екскурзии. Први почнавме да организираме училишна лига во фудбал, кошарка, одбојка. Например, кеот на Вардар прв го осветлив. Тоа е моја идеја. Осветлени спортски терени. Прв во Македонија ги осветлив спортските терени. Прв започнав да ги реконструирам училиштата, градинките. Прв воведов стипендии за талентирани ученици, спортисти. Прв од граначалниците почнав да давам социјална помош на социјално загрозени ученици. Прв започнав со фасади. Прв започнав со промена на лифтови. Јас бев прв во ова, а после бев прв и во она, и прв во и она, само бев прв. А вие во Золошка одевте кога јас сијалици местев на кеј. Брр, брр. Чуј човек, бумбарот кој не дава мед, да ти каже уште нешто. Реално, никој не вели дека Стефче бил лош градоначалник, само дека во последно време, овие последни години, некако повеќе се зборува за јас и бев јас, односно повеќе за 2005-та него за денешно време. Во денешно време пак повеќе се зборува за минатото и се вреѓаат опонентите, што може да значи дека може би е време да се одмори човек Карпош да не живее на стара слава. Или пак може и да помисли човек дека поради кејот пред 3 мандати треба доживотно некој да ја тера работата таму. И тоа е интересна демократска идеја. Бррр. Интересен момент инаку беше и тој кога градоначалникот повторно го коментираше премиерот Мицкоски и најавите за средување на состојбите во правосудството по изборите. Пред и на судот, после изборите ќе се позанимавал. Он све решил во државата, све он се посветил внимание, сега му останало уште судот и обвинителството. И ја не знам како му ќутат тие луѓе. Он ги реши неговите проблеми за што плата зима и зашто е биран, па уште ќе ни го средува и судството. Па нели бе независно е тоа, бе? Ти ќе се позанима. Ако ти донесат пресуда како што тебе ти одговара, тоа се добри. Ама ако не ти донесат пресуда како тебе што ти или не обвинат некого или не осудат ти што мислиш, тогаш се тие со 2%. Ова е малку комплицирана тема, бидејќи во истото тоа судство во прв степен има една пресуда која не е баш поволна за актуелниот градоначалник и веројатно мудро би било да се прескокнува темата, ама инсистира ем градоначалничка, ем висока политика да тера човекот, да ја урива владата. Може ќе носеше повеќе мед ако не се занимаваше со висока политика, ама тоа е негов личен избор, што се разбирам јас. Јас сум само еден обичен, небитен, што би рекол Стефче, бумбар кој не носи мед. Јас кога прв пат дојдов во Скопје во ГТЦ ме носе и да видам што е хамбургер кај Чичко Стоилко. А Стефче тогаш, па криспи чикен знаеше да прави. Прв беше што го правеше тоа. Прв да знаете. Сега, ајде да одиме пополека кон затворање на темата за вечерва. Може би сега ќе откриеме зошто повеќе се зборува за старата слава, а не за ветеното и колку тоа е сторено. Одиме на бумбарски начин да побрчиме малку за вредната пчеличка и медот кој го најави во 2021 година. Ајде со ред. Но пред тоа уште еднаш подсетување за тоа кој бил бумбар, па да видиме кој коси, а кој мед носи. Затоа што дури и Богдан Илиевски, Бетмен, го инструментализира да цела емисија една направи со критика за вас, за вашите одговори кон Христијан Мицкоски и Сотир Лукровски од првата дебата. Ја не знам. Абе, види и бумбарот. Не, ова е смешно е више. Слушај вака, и бумбарот највише брчи од сите, ама не носи мед. Тачно. Брчи многу, Да. Разбираш, ама не носи мед. Океј, се подсетивме. А сега да брчиме како бумбари. Брр, брр. Овде во Карпош 2 на 1300 метри квадратни ќе се гради катна гаража во која што ќе бидат сместени 230 возила и ќе се стави на располагање на граѓаните на овој дел од Карпош 2, а тоа значи дека ниту едно возило, како што гледаме сега во моментов, нема да биде надвор од катната гаража и секој граѓанин кој што живее овде ќе има картица која што ќе може слободно да влегува во оваа катна гаража. Покрај тоа ќе бидат направени 3 катни гаражи во делот на
Карпош 1 и со ова сметам дека Карпош 1 и Карпош 2 неки ги има веќе проблемите кои што денеска ги имаат. Брчи многу. Разбираш, ама не носи мет. Нормално, со бумбаров лед. Не е направено, ги имаат проблемите, ги немаат гаражите, не се направени гаражите, брррр. 12.000 пензионери од општина Карпош конечно треба да добијат свој пензионерски дом и затоа на овој потез покрај булеварот Илинден ќе предвидиме пензионерски дом кој што ќе биде граден на трипартитна основа. Општина Карпош, пензионерски здруженија и Министерство за труд и социјална политика. Тоа ќе биде еден современ дом каде што ќе има апартмани за пензионери, каде што ќе има простор за забава, за рекреација. Брчи многу. Разбираш, ама не носи мет. Хеј! Нема, не е изградено, брр. Ова е најветуваниот парк во Република Македонија, но конечно наредната година ќе го пуштиме во функција со тоа што во текот на зимскиот период ќе направиме еколошки лаборат и до почетокот на летото наредната година ќе го ставиме на располагање на граѓаните на општина Карпош. Сега да дознаеме дали го има паркот. Го нема паркот. Бррр. Мораме да ги зголемуваме и бројот на паркинг местата. Не мислиме тоа да го решаваме со ограничување, туку со зголемување на бројот на паркинг местата. Овој паркинг простор што е позади нас овде пред Порта Влае, во моментов прифаќа 30 на возила со едно ниво подземја и 2 надземја. Ние практично ќе можеме да примиме 90 возила, што значи дека ќе се зголеми неговиот капацитет за 3 пати. Во исто време ќе поставиме и платформи од натрешната страна на Порта Влае и со тоа граѓаните на Порта Влае и околните мештани од овие параки во Влае 2 нема да имаат никаков проблем со паркирањето. Овој проблем со паркирањето на ист начин ќе го решаваме и во Карпош 3, и во Карпош 1, и во оној дел кај Министерството за економија и кај млечен ресторан. И повторно, музичка точка. Нема гаражи, нема паркинг, нема паркинг гаражи. Бррр. Имајќи во предвид дека во општина Карпош веќе квадрат стан достигнува и до 1400 евра по метар квадратен, тоа значи дека за млад брачен пар купување на стан е невозможна мисија. Од тие причини локалната самоуправа на овој потез овде кај Злакуќани и во касарната Илинден ќе издвои државно земјиште кое што ќе го стави на располагање на млади брачни парови да можат да изградат типски куќи, ќе бидат ослободени од комунали за да можат да направат дом за себе и за своето семејство. Прв приоритет треба да не биде изградба на нови градинки во општина Карпош. Планирани се 4 нови градинки, меѓу кои една и овде во Средно Нерези. Исто така сметам дека скоро во сите градинки треба да се додадат уште по 2-3 занимални, за да во најскоро можем временски период ги примиме сите деца и ни едно дете не смее да ни остане надвор од детската заштита. А сега една нова песна, Бумбаров лед. Нема 4 градинки, нема градинки, 4 нови градинки, оф аман аман, брррр. Што друго планирате вие во вашиот нареден мандат ако ви изберат да спроведете во општината? Па многу работи. Прво, сметот мораме да го решиме. Значи, наша идеја е да направиме подземни контейнери всекаде и сметот да оди под земја. Тоа е, ако сега, например, на едно место имаме 4 контейнера по 1 кубик или 0,7 кубици, сега треба да имаме, да речеме, најмалку 7-8 кубика, кој што ќе оди под земја и нема да се гледа ѓубрето воопшто, тоа е првата работа. Нема ни контейнери подземни, животиште, но не е страшно, само паркирањето и хигиената се проблематични.
Затоа приказни за пред 15-20 години не ни недостигаат, како ни навреди за опонентите кои се дрзнале да се кандидираат. Тие треба да се казнат, тие кафански луѓе, неискусни, тие луѓе кои не се караат со сите и можат брзо да покренат проекти, наместо после 4 години да имаме само куп убави, прекрасни изговори. Ама, што разбирам јас? Јас сум небитен како бумбар во лед кој не носи мед. Мед носат пуцковци и муцковци, нели? Брррр. Денеска сакам да ви го презентирам најголемиот проект на граѓаните на Карпош, кој што ќе се работи во наредниве 4 години, а тоа е големиот инвестициски зафат овде во трговскиот центар Лепетарија. Тоа значи дека сите овие возила ќе одат во подземно паркирање. Од озгора ќе има еден прекрасен плоштад со најубавата фонтана во Република Македонија, а сите овие згради позади нас ќе добијат нови термички фасади, меѓутоа многу поубави и што значи дека овој дел ќе го ставиме на располагање на граѓаните да има едно големо шеталиште, цветни аранжмани, фонтана и се оно што е потребно. Целиот овој проект ќе чини над 4,5 милиони евра, за тоа ќе бидат обезбедени средства од буџетот на општина Карпош. Ете и најголемиот проект изгледа прекрасно на овие видеоанимации. Таму и остана. Денес пак се ветува. Ама што, гајле тие. На карпошани ќе им кажеме дека не е твоја вина, човек, што ти не си успел да ги истераш работите. Друг ќе биде секогаш крив. Ќе подсетиме плюс дека ти прв си ставил бехатон на кеот на Вардар и чао. Плюс да не заборавиме дека противниците твои врска немаат и тоа е тоа, завршена работа, чиста работа. Ова е победничкиот концепт. А за нафта знаете од каде може да набавите ако ви се пие. И конечно По 20 на години еве неповторно на кеот на Вардар. Овој пат со уште нови содржини кои што ќе бидат ставени на употреба на граѓаните не само на Карпош, туку и на целиот град Скопје. Ќе изградиме нова велосипедска патека, покрај ова ролерската, ќе изградиме трим патека и ќе изградиме пешачка патека, како и хортикултурно уредување и урбана опрема, за да можат граѓаните овде да се забавуваат, да се дружат, да спортуваат. Сето тоа ќе биде обогатено со цветни аранжмани, со зеленило, со хортикултурно уредување, како што доликува на една урбана општина како што е општина Карпош. Имајќи во предвид дека овој капитален објект го откривме и го ставивме во служба на граѓаните пред 20 на години, од тогаш па наваму е еден од најуспешните проекти во Република Македонија, каде што и лјадници граѓани секојдневно по него џогираат, спортуваат, се дружат. Сметам дека и натаму збогатените содржини уште повеќе ќе придонесуваат за наше заедничко дружење, зашто граѓаните на Карпош тоа го заслужуваат. Што е више? Слушај вак, и бумбарот највише брчи од сите, ама не носи мет. Тачно. Брчи многу. Разбираш, ама не носи мет. Епа ете, сега Галиба е појасно кој брмчи, а кој носи мет. И сега конечно и Мичо е во право. Посветив емисија, како што зборуваше дека сум сторил минатата недела. Ама, нели, бидејќи сум небитна личност, јас брмчам како бумбар, не носам мед, нема за што да се грижи актуелниот градоначалник. Не грижете се ни вие, бидејќи шоуто мора да продолжи. Ставаме крај на оваа стендап емисија. Сега таа емисија ќе заврши, а се гледаме во новото издание со разговор во вечерното шоу, конкретно со мојот вечерашен гостин Љузим Фаризи. Новата емисија започнува за 10 минути. Се гледаме. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. После, не знам, неколку месечна пауза, ама во идеален момент чинам ни се споја патиштата повторно со мојот пријател и секогаш радовиден гостин во вечерното шоу, доктор Љузим Фаризи, доктор по политички науки на Универзитетот Кирил и Методи. Добро вечер, добре дојде. Благодарам за поканата, добро вечер за нашите гледачи, поздрав до нив и се надевам дека како секогаш во вашата емисија ќе извадиме во виделина некои нови видувања во политичката сцена во Македонија, особено во сега во, да не кажам, финалниот дел на политичките пресметки за локалните избори. Јас вечер имам намера да учам од експерт
И ќе си поставувам прашање, се што ќе ми падне на памет, се надевам ќе имаш одговори за сите. Ајде да почнеме од некои од настаните на неделата, која што изминува. Оној обид, инцидентот во Куманово, обидот за убиство, не инцидент, обид за убиство, страшен настан, да биде ставен во политичката арена и тука повторно да се собираат некакви си политички поени, иако краткорочно. Мислам, тоа траеше се, дури поради брзата реакција на МВР, не се избистрија работите. Меѓутоа, зошто партиите би влегле во политизација на таков настан, ако знаеле дека не се работи за политички мотивиран обид за убиство, зборуваме за докторот Шаини, од носител на председател на Совет, актуелен и носител на листата на ДУИ за Липково, кој што сепак од ДУИ го нарекува обид за атентат, можност за нарушување на безбедноста во државата ако не се разрешило за брзо. Од СДСМ веднаш побрзаа да побараат оставка од Панче Тошковски и после 2 дена заврши темата, бидејќи се откри дека станува збор за, односно сомнежите се дека сепак се работи за некој семеен корен на тој немил настан. Искрено ти кажувам, јас во моментот кога се случи тоа во Куманово, се допишав со еден мој пријател и ми кажа дека се случил некој обид за убиство, односно во Куманово некој се ранил и дека сега ќе се обидват тие политички да го монтират процесот, односно дека тоа било некоја политичка пресметка која финализирал со оружје. Веднаш имаше ти такви информации, непосредно по нас? На секунда, во кога се случи. И јас му пишувам и му кажам, чекај, треба првин да видиме што се случува, за да може да носиме некој резиме, односно да видиме како ќе се однесат и политичките партии, за после не да даваме мислење во след. Но немојте да брзате, пошто овие се во голема паника. Односно, човекот е предпоставувам дека е во редовите на Влен, не дека јас имам пријатели од сите политички партии, да се разбираме, пошто јас не ги делам политички луѓето, но ги делам луѓето на добри и лоши, добри намерни и злонамерни и луѓе кои сакат правото, демократијата и пред секој ја сакат државата. Но после неколку часа ми пишува и ми кажа ти си имал право во тоа што си кажувал, односно и тој точно имаше информации дека ова е некој семеен проблем, семејни нерасчистени сметки помеѓу себе. А знаете зошто потекнува, односно зошто луѓето мислат дека може таа политичка пресметка да се претвори во пресметка со оружје помеѓу политичките партии во албанскиот блок. Бидејќи традиционално во албанскиот блок борбата за власт е многу голема, така што тие не ги избират и средствата на кој начин би можел да дојдат на власт. Да не забораваме 98, 99, 2000-та. 20 години немало пиштоли. После 2001 да не зборуваме, значи со калашникови полнење на кутии, сменење на кутии, фалсификање на резултатите, влијание врз членовите, односно другите политички групи со заканување и со оружје, но да не забораваме дека сега се смели власта во 2024-та. Нема веќе како до сега, никој не даваше одговорност. После 2024-та и самите тие од редовите на ДУИ, а сега претворено на тој наречен конзорциум на политички партии со печати, без печати, со гласови, без гласови, со клиентелисти и така натаму, се плашат и самите, бидејќи знаат дека ќе завршат во затвор. Односно во решетки. Така што поаѓајќи од овие елементи дека е воспоставена правото и правната држава во почеток, се разбираме дека ние да имаме правна држава, ќе ни треба бајаги време. И корените потези. Бидејќи политичките партии во една држава кај имаш партија, држава и држава партија, односно си имал, и се подразбира дека тие корените се длабоко. Да не зборува во судство, обвинителство. А посебно тоа го има и во Министерство за внатрешни
работи, кои на еден начин луѓето, односно политичките структури, да не кажам и криминалните политички криминалците кои делуваат во тие политички структури, секогаш побарале за да имат заштитник, односно да имат по еден вработен во Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи е голема структура, има на 12.000 луѓе и таму малце е потешко додека да се раскријат сите луѓе кои со кого соработува, но едно е важно, дека се плашат од да не кажам лично од Панче Тошковски, од министерот, односно од Министерството за внатрешни работи, да не ги гони исти да ги стават позади решетки. Јас некогаш не дека се бавтам со спорт, но работам преку ден и на вечер знам да трчам. И искрено да кажам, го изгубив патот во тие малите низ Чаир и се вртев по улици и ги гледам една група на луѓе, случајно слушам, кажува, не можам јас да ризикувам животот, бидејќи ќе ме стават на затвор, а ги знам луѓето дека се од политичката партија на Дуи. Така што мислам дека и кај нив владее стравот, единствената надеж тие што го имат е дека после локалните избори ќе има предвремени парламентарни избори, дека ќе се вратат на власт, но тие не се сигурни, да знаат дека се сигурни би отишло на варијанта да го прекршат законот, односно да може да направат едно кривично дело. Но мојот став и ми имат прашано многу новинари во овој период дали ќе имаме инциденти. Јас сум рекол дека мојот став е дека нема да има инциденти, можда индивидуално луѓе да бидејќи пред се политичките партии не може да го контролираат некој ако се има пресметка физичка помеѓу но генерално мислиш дека не би но организирано на таков начин не може, не се сигурни за резултатот, не може, така. Бидејќи веќе се плашат од правната држава. Тоа што си го слушнал на улица во Чаир, тоа значи дека сепак некој некаде прави обиди за некакви планови? Да, знаеш зошто? Пошто тоа не беше преку ден, тоа беше многу касно на вечер, можда пред 12. И структури, значи, според тебе блиски на Дуи, дека дискутирале за некој потенцијално незаконски работи? Ги знам луѓето што се во тие структурите на Дуи, не дека се носат членови, и ги се не може да ризикувам јас животот, пошто ќе ме стават у затвор. И тие со банални муабети, така на тој жаргон, да не кажам селски муабети, во смисла дека не може тој да ризикува, за да може за некој да се стави на позиција, а тој да заврши во затвор. А буквално на човекот разумно размислувал. Па размислил бидејќи на него валјда му правил притисок, а луѓето се поврзани директно со бегалецот. Аха, стартен група. Па ги знам дека биле во блиско до него, или го чувале, или имале... Јас ги знам фаците, ме разбираш. Кажи ми, јазичната бариера постои кога се во прашање медиумите, за себе лично зборувам, не можам да ги следам сите медиуми кои што пишуваат на албански за случувањата во Македонија, но имаше ли сега некоја промена од како, нели, Дуи излегува, вика можеби имаше атентат, па се испоставува дека е причината е во семејството на доктор Шеини за тој страшен момент, убиство. Дали после имаше некоја критика кон Дуи за тоа што се обидува да го направат, или па едната теза се покрива со нешто друго, некој нов настан, некој нов муабет и караванот си врви? Замислете да била политичка пресметка и да бил ранет човекот заради политички цели. Знаеш Дуи што ќе правеше? Ќе алармираше цела меѓународна заедница, писма до Вашингтон, до Брисел, до Берлин, до Париз, не знам каде. Тие како сакаат само да ја подградат малку атмосферата, бидејќи градат наратив. Тирана, пошто во Приштина немат пристап, во Тирана и така натаму. Но да се случише, па обратно, овиот влен, јас мислам дека ништо не може да направат. Знаеш зашто? Влен нема добар пиар. Тие се буквално функционираат на тоа дека еве станавме ние дел од власта и сега ние треба да бидеме само во таа коалиција заедно и да и ставиме на така да течат работите по случајност. Јас мислам дека Влен треба да се организира на таков начин што секој чегор на Дуи што ќе го прави и мислам дека треба да му се спротивстават
Не го прават тоа. Ако се сеќавате минатата година, кога не беа дел од власта, Добро. што направија? Првин, бара да бидат дел од власта, нели? Со тој легитимитетот. Темата што ја наметнува. Па после почна да пишуваат постранските центри, да не кажам Берлин, За Дуи Париз, зборуваме. за Дуи. Кај што пришува дека Македонија е во ризик од Па после им дестабилизација. пишува на тие експертите во ниво Божем, тој Пол Вилијамс тоа се викаше, наводно што но пишувал кога Даниел рамково. Сервер ги им даде студент туш на нив, тие се повлекува, не знаат што да прават и знаат што прават. Ние каже на демократски начин ќе се обидеме да се вратиме на власт и тоа со пресконференции, само со пресконференции. И што се случува? И гледаде пресконференциите. Тие само нападнуваат, односно го нападнуваат влен само по една насока. Дека Не се легитимни представници. дека не се легитимни. И се слуги на ВМРО. се слуги на ВМРО и го измислиле српскиот свет. Да, без неверојатна работа. Тој значи знае зашто они го направиле со планова. Бидејќи знаат точно историски дека албанците и србите имале конфликт, сега можда не директно кај нас, но во регион заради Косово. И сега тоа го поврзуваат. Дали им успеел? Делемно да. Да. Кај Делумно- кого? Кај која делумно структура да, тоа делумно функционира? да, на- Кај повозрастните? Кај повозрастните и кај категорија на луѓето што буквално се клиентелисти, не дека тие вистина се загрижани за тој Но им е српскиот свет. добро кога ќе има таква некаква наводна Првата причина. теза, две тези имат пост. Значи неколку тези, но главни две тези се. Првото е српскиот свет. Вториот момент е дека тие ќе се вратат, односно е референдум дека ќе се вратат од власт. Бидејќи овие две категории се највеќе на поголем број што ги гласат нив, а тоа е клиентелистите, дека еден ден ќе се вратат Да, не берите гајле. на власт. Да. И вториот момент е тоа дека српскиот свет, односно тие веќе почна да прават, знаеш што, ако тие вака продолжат со српскиот свет до крај на мандатот, 4 години, јас мислам и после изборите, уште еднаш ако останат во опозиција, бидејќи ќе видиме после локалните избори ќе се знае. Добро, ќе јас ги знам и направиме насоките прогноза, како да. ќе се движат Добро. насок. Предпоставуваме ако било резултатот, тогаш ова теза ќе пропадне. Зошто? Ова теза ќе пропадне бидејќи ќе стане демоде. За да ти да Ќе изгуби на потентност. атакираш некоја тврдењето. политичка партија заради српскиот свет дека е вмешан во Македонија, односно дека српскиот свет го контролира, треба да имаш факти и аргументи. Какви се тие глупости, луѓе, стварно не Тие разбирам. го нападна цело време вреди, односно Влен, и кога му излева со тие банкарски трансакции што ги правил еден од членовите на Влен излезе со тие трансакции за дека некој поврзаност член од Али Ахмети Семејството Да. на Али Ахмети преку фирмата, како беше таа од Кичево фирмата, што со Алта банка Србија да правел некои продале трансфери за трансфери, продажба акции, на не Стопанска знам. банка Битола, да. Да. И го поврза и веќе- семејството на Али и Ахмети веќе- со српскиот свет. Помалце го спомнуват српскиот свет и сега значи што нешто прават? мислиш дека има тука и се Да, рекоа ајде. бидејќи се фатени на дело. И сега што? Сега само на тоа дека ќе има предвремени парламентарни избори. Јас од секогаш сум видел, сум рекол дека ова влада ги прави најголемите реформи, а мене што повеќе ми дава надеж дека ќе биде добро во државата, само ако ние го правиме коридорите, односно го правиме автопатот Скопје и го поврземе со Охрид, тоа ќе биде најголемата инвестиција што може да го имала Македонија од постоењето како држава. Дали било сега после 91-а, дали во кога бевме во Југославија или пред Југославија. Така што јас мислам дека ова влада треба да го тера мандатот до крај, но тоа зависи од многу ситуации после локалните избори, бидејќи не е само албанскиот дел, туку и Да, се разбира. и политичките Ќе партии правиме анализа. Ме интересираше од каде ги црпат тие тврдења после нас потоп? Зборувам за Дуи и сега велат дека албанците од Македонија биле понижени, дезавоирани, дека не биле доволно вработувани, дека животот им е многу потежок откако Дуи не е на власт. На што го темелат тие тоа? Тие го ако ги видите нивните пресконференции, пошто знаеш што лошо е што пример Влен не знае да прави кампања,
односно не знае да прави пиар, бидејќи сите тие пресконференции, изјави што ги дават членовите на особено на ДУИ и на другите политички партии што се внатре во таа коалиција, не ги преведуваат на македонски јазик за да ги разбират и другите сограѓани. Не треба македонските медиуми, не треба интелектуални пиар агенции македонци. Тука треба самите албанци да го стават во виделина тоа што ДУИ промовира кај албанците. Знаеш што е најлоше во овој изборите? ДУИ води паралелна политика, паралелна кампања води кај албанците, друга кампања води кај македонците. Така е, кај албанците, само дозволи ако сум во право или не, Али Ахмет излегува, ќе ја запали атмосферата, па после излегува Арбер Адеми да го преведува. Не мислеше така, тој сакаше друго да каже кон македонците, а па друга гранка е Бујар Османи, кој што не знам, мислам дека и во црква некоја влегол и така натака. Онака дека па тој се труди да е максимално допадлив кон македонците. Тој не дека влегол во црква, дека многу ги никој не верува на такви Тој не ја сака џамијата, па од црква да влезе. Но знае точно дека македонците ќе бираат градоначелник во Чај, така? Дека свештеникот, односно попот или свештеник, има влијание во гласови, тие точно знаат. Само не е баш како оџат. Они мислат дека во исламска верска заедница каде од Рейсе до тој оџата во некој село, мало село, што е во некој делови од некој дел од градовите, кои се активни вклучени во кампањата за ДУИ, мислат дека истото се случува и во да не кажувам условно македонскиот дел, односно на македонските политички партии. Но тој е типичниот кој прави паралелно две кампањи. Едното кај албанците, друго кај македонците. Кај албанците им кажуваат дека на албанците им е загрозено сите правата, нема балансер, нема се ќе се укине јазикот. Се е укинато, јазикот е укинат. Па според нив се е укинато моментално. Се е укинато, веќе не функционира. А тие пошто знаеш што луѓето а тие се чуварите на тоа. Не се правници. Рамковниот договор бил договор. Еднаш се договориле страните во 2001 година. И тој е дел од уставот. Не може да укинуваш нешто што е дел од уставот, така многу едноставно. Така што но не се сите луѓе правници и ги разбират. Може од цела популација 1-2% да ги разбират овие работи. Другите треба некој да им ги сервира. И луѓето сега сите имат социјални мрежи и ги сваќат работите здраво на готово. И сега што прават тие? Тој кај албанците им кажува дека ќе ги вратили тапиите, а од другата страна и дека им треба гласови за да ја унне власта, односно да прави рамнотежа помеѓу албанците и македонците во државата и дека со тие гласови ќе идат во смисла да ја урнат владата и да носат на предварени парламентарни избори кои после ќе ги услова за да бидат дел од власта, а од другата страна идат и кај македонците прават кампања дека тие се демократи, дека се борат за исто еднакви. Замисли сега барат албански општини да стануват. Тие барат албански општини, пошто ова никој не го кажал до сега. Тие му кампања барат да биде градоначелник албанец кој ќе ги води во дуот на албанството, а од друга страна ги барат гласовите на македонците па ова да го остварат. И сега иронично малце. А кој е тој италијанче кој ќе го гласа него? Сега од македонците. Значи тој македонец кој ќе тој оди да гласа таму, треба да гласа за Бујар Османи пример, дека ги барат со неговиот глас да се бори против македонците во централната власт, па и во локалната власт да направи албанска општина. Добра теза. Па тоа е и сега јас дури кога оди тој дома, нели? Прави кампања во Шај и влегува во дома на луѓето. И кај македонци, пошто кај македонците прави пиар повеќе, овие од влем па спијат. Овие наместо да се промовират кај македонци, овие се прават влегуваат во тој имат на Дуи. Знаеш што е проблемот? Дуи многу лесно ги влече зајадица овие од влем. Значи, како идеш пример
да пецеш риби, нели? Да. Ти треба да ставаш нешто мамка лепче нешто црв за да фатиш. Овиот влен, овиот дуи ги фаќат без ништо. Само со јадицата, со празна јадица ги фаќат. Знаете, да не се ВМРО ДПМН, кој малце им ги помага во смисла кога се најде во тие тесни ситуации, јас мислам дека овие цело време се навлекуваат на тие ефтини дриблинзи кои се обидуваат да ги прават дуи. Биди, кажа ти бидејќи дека дуи води двојна кампања, јас истото го мислам и за Влен, не сега во моментов конкретно, туку вака овие 5-16 месеци наназад, дека се како меѓу два огна да направиме малце, така да ги оправдаме со една драматика. Мислам, не се шегувам, нема да ги оправдаме нормално. Ама тие два огна кои се? Едната е јадицата на дуи, што викаш ти без ништо ги фаќаат и ги тераат во националистички мод, а од друга страна, нели, тие треба да бидат стабилниот партнер во владата, кој што меѓу другото и даваат јавни изјави дека максимално ги поддржуваат напорите на македонците за заштита на идентитетот, нема преговори со ЕУ, безпоговорно, без никакви гаранции и така натака. Факт е дека и математиката тоа го налага 58 плюс 6 од знам и така. Па не треба математика да те предводи за ти да ја браниш својата држава. Ама ајде да кажеме, браво, така е, алал да ти е. Ама не треба математика да браниш. Ние треба да имаме цели за државата. Се согласувам, апсолутно. Но како и да, и тие водат таква биполарна кампања на моменти. Сакам да се вртам со бројките. Си извинувам, може да ми се разбира. За бројките да се врземе. ВМРО ДПМН е националистичка политичка партија според Дуи. Дека се бори против албанците, дека се има укинато, дека е просрпска ориентирана, дека е проруска ориентирана, дека е антиевропска, дека е антинато, дека е антиамериканска. И сега, што бара? Ама тие сака да влезат делот во легитимитетот. Точно, сака да партнираш со кого сакаш да влегуваш? И сега се постава едно многу обично прашање. Односно, дилема. Овој е просрп. Ако се просрпски и проруски, што вршти во коалиција. Да. Што бара, да е политички лидер, што бара командантот да влегува во таа коалиција? Што бара командантот во таа коалиција со ВМРО ДПМН? Командантот треба да стои и да им каже на албанците да дојде со мене, да идете на избори, да го фати сам мандатот, тој да биде мандатар. И тој да определува со кого ќе влизат па другите политички партии. Се бореше. Памтиш минатата година? Да. Тој што кажеше? Да. Што изјавише? Дека не му е битката со Влен. Туку битката му е со ВМРО ДПМН во Суперлига. Да трие атмосфера и да дека они ќе бидат мандатар. И на крај завршија. И на крај завршија. Во опозиција. Епа, математиката е сурова. Сега ни кекс нема да јадат тие за себе. Ни гураби имат, пијат руски чај по кафани, порано, еве ако ги следиш тие челниците, нивните, што правеа порано? Ги гледаш во интермецот цело време, у 3 бека и да не ги кажувам и ред други познати кафани низ Скопје. Сега знаеш фактурираме реклама, не бери гајле. И знаеш кај цело време таму јадеа пија, а сега знаеш кај јадат пијат, пошто таму јаде со сметка на државата и ако не го употреба, што знаеш што правеа финти, не употреба сметката на државата, ама ги употреба парите од тендерите што ги земале на црно. И сега знаеш како па по обичните кафани низ селата и таму се движат. Да, се прегрупира, Па толку платата, не може да им постигнува повеќе и не може со нив, тие не се училе со нивна плата да платат бензин, па да се шетат по хотели да спијат, па да јадат по ресторани. Да го заокружиме чари со едно прашање. Така што, да. Тешко ќе им биде во опозиција. Како ти личи ова дека Бујар Османи се кандидира, ама не за да е градоначалник, туку за да ја руши владата, за да бидејќи тој и го кажува дека не е и сега ти си граѓанин на Чаир на пример и нели имаш проблеми со ѓубре, со сообраќај, безбедност и така натака. Пред врата. И ти го гледаш овој кандидатов кој што викат јас се кандидирам за големата приказна, ова ќе е референдумско гласање за правата на албанците биле нарушени. Па правата му се нарушени заради ѓубрето пред врата. Ако не може да излезе од дома ради ѓубре. А ти викаш не, овде е големата приказна. Слушај,
Еден ќе ја заврши кариерата, или Јас- Изет или Бујар. И јас како Така? граѓанин на оваа држава, а и сите комшиите кај мене, па и сите граѓани во Скопје да не кажувам, а особено Учаир, не ни е ризикот од српскиот свет. Нам не е ризикот од ѓубрето што ни го има создадено, буквално дуј со Даниела Арсова која водат во град Скопје заедно и со другите помлади политички партии кои сега во последен момент избега, нели, од коалицијата, може да ги поврсиме малце подоцна ова тема. Твоја прогноза за Чаир? Јас имам дадена прогноза дека разликата помеѓу Изет Меджити и Бујар Османи ќе се движи од 3 до 5.000 гласови, во зависност од тоа колку ќе бидат повеќе мотивирани македонците и другите етникуми кои живеат во Чаир да гласат против Бујар Османи. Односно, прашањето е ако македонците сакаат да го казнат Дуи, во прв не, круг ќе победи Изет. не да го казнат Дуи. Тие треба да одлучат дали на него треба да му дадат глас за да ги урнат нив, На Бујар за да се само да го гласат Бујар власта за на да се ВМРО, бори да. лично против нив. Да. Или ќе одлучуваат да бидат со еден граѓанин нормален кој мисли за сите. Сега да се разбираме дека во Чаир Прв круг меѓути, тоа е прогнозата. па нема втор круг во Чаир. Бидејќи не знам Да, два кандидати. Два кандидата Да. се, не знам дали има трет кандидат. Јас не гледам дека мислам дека 20 кандидати се има само еден круг и тоа ќе зависи колку ќе биде разликата. Ако се мотивирани македонците како би кажал да излезат на референдум. Бидејќи за македонците Чаир е референдум. Дали сакат да го вратат старото, односно да се борат против нив, или дали сакат мултиетничка општина или сакат чисто албанска општина како би кажал Бујар Османи. И се Али Ахмети се шета и се жали, не можело македонците да бираат градоначалник на албанците. Односно, добар ден, господин Али Ахмети, се сеќаваш на 2016-17 година кога исто и ние викавме не може ти да одлучуваш кој ќе ги представува македонците, ама ти одлучи. И сега што прави? Ама заборал тој 2005 правеше коалиција, 2009 правеше, 2013 правеше коалиција, 2017 исто така правеше коалиција. 2021 исто. Ама сега е опортуно да... Ама тој се навигнал со бившите лидери и он мисли дека така ќе се однесува и со премиерот, односно лидерот на ВМРО-ДПМН, бидејќи тој веќе ги имал во карта, нели прави X секој избори кога ќе го елиминира по еден премиер, прави X тој се има и ама не му успее на овој постен, бидејќи многу лесен е прочитан Ахмети. Јас од секогаш не сум мислил дека тој само... Му поминал рокот веќе мислиш? Не дека, тој од секогаш беше со поминат рок. Тој секогаш бил со поминат рок. Што го држеше горе? Но му Амбасадата? не, во тоа дека тој дојде од 2001 година и го имаше целиот капитал. Што знаат деца бе денес на 18 години за 2001 година луѓе? А? Не, тие не знаат, Гласачи се и тие имат сосема друга визија, но имајќи предвид дека еве тоа што пак можам да се навратам дека Дуи цело време единственото што да не ставам должен за одговорот, бидејќи ме праша пред неколку минути на што е тоа што Дуи повеќе нападнуваат дека се загрозени, е тоа што тие не можат да вработуваат нивни политички клиентелисти. Армијата да си ја зголемува на гласачкото тело. И сега почна нормално, јас мислам дека во овој период владата има возможува на сите фер шанса, особено на албанскиот блок, бидејќи мислам дека дури директори имаат стајано од други политички партии ови од Влен. Мислам дека повеќе им дават можности на сите и сега тие се плашат од таа можност бидејќи ќе почнат сите да бегат. Но едното не може тоа мора да го кажам во вашата емисија дека Влен не успел да ги дисциплинира партиските војници на Дуи кои се влезени во државната администрација, кои одат на работа, порано не одеа ни на работа, повеќе си седат дома се земат плата, но сега идат на работа за да земат плата, а не да ја сработуваат плата. И се додека овие не ги терат овие да ја сработуваат плата, да јас мислам дека Влен ќе имаш осекогаш проблеми, бидејќи 22 години тие вработили. Тие го вработил дедото, му го вработил таткото и сега дошол и синот
односно внукот да му се вработува и тие се традиционални, тие што го гласат, не дека Нека јака политичка. Па јас немам слушнато гледај, политичка идеја од Дуј. Еве ти си тоа сега, политичар. Немам слушнато политичка идеја. Зашто ќе гласат? Не знам, за зелена партија тоа беше завршено. Каква? Немам слушнато Единствената што му нудат тие е српскиот свет, референдумот и дека ќе влезат, ќе има предварени парламентарни избори. И во ЕУ сигурно ќе влезем. И сега граначалник, знаете што е интересно? Што ако победи граначалниците на Дуи? Не на Дуи, пошто да се разбереме, Дуи има само третина. Па 7-0 е за другите политички партии со печати и без печати. Бидејќи Дуи традиционално ги победеше тие општини со исклучок на Гостивар и некогаш го имаше, некогаш го изгубеше, но од тие традиционални општини каде он победеше, односно му беше бастион, он се тргна, односно 7 општини му ги даде на Алијанса. Да, мислам се повлече. 3 им даде бланк, односно нема кандидат таму на Зједин Селе и 4 на овој бизнисменот, да не кажувам другиот, што е во политичката партија, со печатот што моментално го има. Така што без политичка замислете идеја, сега да победат граначалниците, па и на целиот конзорциум. Добро. Он утре дента да оди обичен граѓанин и да му каже зашто немам вода, па он знаеш граначалник слободно може, знаеш што треба да му каже на граѓанин. Па јас не сум ти нудел тебе дека ќе ти носам вода, канализација. Дека ќе урниме владата. Ти си ми дал глас за да ја унам влада. Ние не успеевме, бидејќи имат многу гласови, па што тоа ќе биде. И сега ќе си И сега седиме ќе чекаш 4 години дека да дојдеме ние на власт. Иди купи си вода, да. Па иди купи вода, пошто има некои, па има и други кои се прават, и знаеш дека сега моментално во таа коалиција има млади политичари кои 24 часа го слушат Ахмети како дава изјави и не се од Дуи, па од Алијанса се. Добро, и го слушат и дури и го следат и мимиците како ги прави Ахмети. Тренираат да бидат раката вака, па и изборовите, ти сега го слушаш него, тој мислиш дека Ахмети го слушаш. И сега што ќе им нуди тој на албанци? Замисли млад дечко 30 и кусур години им нуди истите муабети што Ахмети. Еве, пример у Сарај. Добро. Пошто јас имам потекло од Сарај и ги знам. Дури јас ги знам повеќе од таму отколку во Чаир. Пошто во Чаир знаеш што е мешана средина урбана и не ги знам сите делови. Но од таму ги знам многу добро. Пошто генерациите плюс минус 4-5 години ми биле и школски. Замисли тој што нуди. Јас го видов пример во делот на земјоделието. Ти треба да... Ама овие одвлен спијат. Нуди сточен пазар у Сарај. Сточен пазар у Сарај. Сарај е прва или втора категорија еколошка зона. Плюс општината не може да ти прави сточен пазар. Ние знаеме како... Јас не знам точно, но предпоставувам дека тоа е директно поврзано со Министерство за земјоделие и другите. Предпоставувам јас дека логично е да е така. Прво, второ. Знаеш што нуди? Веќе каже нема трговците од тие села таму што малкотрбно работат и сакат да ги манипулира. Дека нема веќе зеленчукот и производството да го носат во пазар, односно дека тој ќе им прави складиште тука и тука одма ќе одат директно да го продават. Абе, у Струмица не може да прават кај се произведува и може се храни најголемиот дел од Македонија, па дури и експорт прават надвор од државата, со зеленчук ми е зборот, тој ќе прави таму складиште. Па знаеш колку пари бе кошта тоа? Знаеш какви услови треба да бе? И плюс не е во доменот на општина. И ред други проекти кои се не се во неговиот домен. Тоа покажува дека човекот нема елементарни познавања на тоа што им нуди. Или може би не му е гајли и ги подседува гласачите. Како стои таму? Како е соодносот до Ивлен? Тоа е сепак општината на фамозниот Блери бюџети. Многу е тесно. Таму мислам дека ќе биде многу тесно, но таму македонците што имаат да кажат според тебе? Како македонци се повеќе гласови, но мора да помнем во последните парламентарни избори имаше над 850 и јас мислам дека тие се многу важни за овие локални избори, особено и таму исто има само 20 кандидати
кој значи нема да има втор круг таму, но тие таму пак може да се навратам на тоа дека Влен не успеа да се ослободи од клиентелистите и не успеа Влен на нешто многу важно. Еве ќе го потенцирам уште вечерва. Не успее да го да ги држи, односно тоа територија да го спроведе законот до крај. Ќе ги збуниш овие одавно, нема да знаат дали си бил критички настроен кон власта или кон опозицијата, сега бидејќи ни мерат тонот каков ни бил ова. И гледав резултатите од Сарај, ако те интересираат. ВМРО 810, ова е СДС 250. СДС има многу малци и во локалните избори. Знам, 50 левица. Така што и тие од секогаш биле на страна на познавајќи ги луѓе и таму во Сарај кои ја водат СДСМ. Мислам дека секогаш биле на страната на ДУИ, бидејќи полесно се договориле со нив за се. Ако во прв круг Чаир падне, односно ако Чаир изгуби две општини се многу важни. Чаир и Тетово. Тетово и Чаир и веќе е завршена приказна, особено ДУИ треба веќе не е актер во политичката сцена, тогаш веќе влегат ќе излизат на виделина другите политички партии и дали ќе видиме кој тие со печат или без печати ќе видиме. Сега и во Тетово исто така да сме реални, македонците ќе имаат важен збор, можеби и клучен. Тие имаат најважен и најклучен во Тетово. Не дека во Чаир немаат важен, но од Чаир да не се забораваме дека има и други заедници пред се босанци, турци има многу или протурски ориентирани, така што јас мислам тие ќе бидат клучувачи и роми да не забораваме, а во Тетово 90% од сите етникуми кои што не се албанци во Тетово, 90% се во рацете на македонците кои се преиграли ДУИ малку и сега можеби жали за некои потези, бидејќи сега е соочена со можност за сериозен пораз или пак веќе подготвуваат терен за да водат наратив дека на советничките листи освоиле повеќе. Тоа е наративот ќе биде од сега, па тие знаат дека ќе ги изгубат општините, тие повеќе се обидуваат на советничките листи, но тој зависи од тоа колку ќе имат сила и овој Влен да се одбранат, но на крај на краиштата у понеделник многу е важно, значи на 19-ти, пошто во Тетово и во Чаир ќе се знае на 19-ти на вечер кој ќе биде градоначелник, у понеделник сите ќе прашаат кој е градоначелник, а некој имаше повеќе гласови во советничките. Тоа е вистина. Како мислиш дека тоа би можело ако во првиот круг имаме разврска во овие општини, пример да се рефлектира во Струга, во Гостивар? Па ДУИ веќе се предал во Струга, односно мислам дека целата коалиција се предала во Струга, тие знаат дека во Струга дека тешко ќе се. Стварно? Такви ти се сознанија? Да, јас немам никаков увид за Струга. Да беше сигурен дека ќе победеше, Зједин Седесам ќе станеше командант во Струга. Мислиш дека од тие причини не отиде? Тој јас имам точни информации дека тој му се јавил на телефон дури на Менди Чира и му се жалил дека ќе му биде тоа крај на неговата политичка кариера и да се тргне од кампањата, барем таква ги имам јас информациите, но мислам дека Менди Чира заедно со другите политички партии од страна на македонскиот дел, мислам дека и во албанските мислам дека е во предпостави, имајќи во предвид дека и бизнисмен. А у последно време ги гледам дека ДУИ од секогаш, пошто јас ги следам и ги знам во последните 15 години кој како се политички делувал и сите тие што биле во другите политички партии, помални политички партии сега излегуваат против Менди Чира, односно да пишуваат низ фејсбуци и така натаму, односно да промовираат дека ајде да не кажам кажано народски бизнисмен преварант во таа смисла, во таа насока го движат. Јас мислам дека тој мислам дека е многу голем и успешен бизнисмен. Тој беше на 3 милион газда, така? Да, на 3 милион и на тоа нели имат и фудбалски тим? Тим, да. И затоа тој е во предност и јас мислам дека е народен човек што живее со сите. Сакам и Струга нешто да го поврзам и со локалните избори. Добро што ме прашувавте вие, но или сега или кога ќе ме Повели, слободно. Пример во овој локални избори состојбата во Струга со нека друга општина да споредиш. Добро? Сега сакам да направам ова ќе биде, мислам дека никој не го дал оваа идеја до сега.
Ајде. И ова не го направил ова анализа во овој дел. Слушам, докторе. Сакам да го поврзам Струга со општина Карпош, примерно. Со Карпош. Да. Тоа е многу интересно. Мене ми е интересно, јас многу ми е интересен Карпош за следење, али па Ама ќе го објаснам, немам ќе ми дозволиш малце повеќе, Јас слушам. за да ја сватат пораката граѓаните во целина, албанците, а и тие што македонци што гласат во општина Слушам Карпош. со задоволство. Во 2024 знаеш дека Дуи победи таму. И тоа со огромна разлика, односно него Европскиот фронт Парламентарни? во парламентарни избори. Во цела петка ти изведе околу, односно има 4 пратеници, а Влен има само еден Ево пратеник. ти Карпош. Ако сакаш само да те подкрепам, Европски фронт. Во Струга мислиш? Не. За Струга. А за Струга За ми Струга, кажуваш? за Струга ти Добро, кажам. Зашто Карпош се барабара. Не. 620, 626. Значи, А Струга, Не, окей. за Струга. Извини, да не те прекинувам. Во Струга. И таму мислам дека овие од Вле не знам колку имат 4000 гласови, овие имат над 10.000 гласови, а со се целиот изборна единица петка имат 4 пратеници, а Влен има само еден пратеник. 10.200 на 4.600. Оприлика ги знам броките. Не сум ги анализирал во детала, но Добро. но тоа е. И сега сакам нешто друго да кажувам. Сега на овие локални избори, бидејќи во 2024 Дуи ги победи тие гласови 10.000 заедно со фронтменот. Знаеш кој беше главен фронтмен? Градоначалникот на Струга, Рамиз Мерко. Значи, човекот кој е во црна листа во Америка и човекот над кој човек се водат кривични постапки во судовите односно во судот во Струга за некои кривични дела. И сега 15. во 2024 победи Дуи Добро. со човек што е во црна листа. Добро. Е сега. Да се вратам малце назад. Албанците после 45-та, нели кога се заснувале школите во Добро. Македонија, тогаш во делот на СФРЈ, како и секои нации после Втората светска војна, немале писмени луѓе. Најписмените луѓе, албанци, во Македонија било од Струга. И од Дебар, ама особено од Струга. Добро. Во Скопје пред 60-70 години сите учители, односно дел од најголемиот број, првите што дошле да ја писменат нацијата во Скопје, односно албанците во Скопје, било од Струга. И сега, значи пред 70 години, кога сите биле тука, алфабетот не го знаеле да го пишуваат, пример. Не дека тоа била ситуацијата, не дека луѓето Така е, тоа објективни биле- околности. Да, околностите. Тие писмена цела држава, замисли струганците, во 2024 тој гласа, струганецот, гласа за човек кој е ставен на црна листа, гласа за една криминална структура која делуваше 20 години, а тој земјоделецот од Грчец, од Крушопет, од Лока и од другите села во Сарај, гласа за промени. Парадокс. Замисли во која ситуација дошла албанците. Интелектуалецот од Струга да гласа за, да не кажам условно, човек криминалец кој го стајале во црна листа, американците, а тој земјоделецот с кој со пот живее, замисли на него му е потешко и тој гласа за промените. Односно интелектуалците Бидејќи влегле во во овие конформизам. села во Сарај, тие гласале против Дуи. Може да замислиш во кое дереже биле албанците. Те разбирам. И сега сакам да го врзам со Карпош. Градоначалникот на Карпош сегашниот е ставен во црна листа. Исто како и Рамиз Мерко. Американците, односно Стейт департментот, колку луѓе има кај нас, знаеш колку има што се бават со криминална корупција во државата, што не може ни да го откриеме. Добро. Многу. Како успееле него да го стават. Сега, замисли ти, градоначалникот на Карпош, Стефче Јакимовски, е ризичен за американците,
колку од тука има до Америка? 15 сати да се 8.000 леташ. километри. 8.000 километри. На тој карпошанецот што е на 100 метра и 50 метра не му е ризичен. Па ще на кој ние сме попаметни или американците се? Сте департаментот кој ги следи сите. Пошто имат структури кои им дават информации. Сега за нив е ризичен, а зошто е ризичен? Дека сака да ја стави Македонија во Европска унија, во НАТО. Не бе, тој е ризичен за тие дела за кои се товари. Плюс да не забораваме, има нели има Првостепена пресуда, степена пресуда Апелација за кривично дело. доправа ќе се Не излезе. дека правил Го знаеш делото? добронамерни цели, дека ги помогнал сиромашните таму или правил нешто друго. Не ја знам точно, но знам дека Не е баш така не е баш помош на сиромашните, туку малце обрат. па Но не е се, дури не е правосилна. до прва Али степена. знаеш што може да се случи? Не, политички јас сакам да кажам. Хипотетички само. И сега, замисли ти сега, што сакам да го поврзам. Ајде. Ајде да не правам сега со тие селанците, односно граѓаните што живеат во тие сел, да не се Кој е изразам посвесен, погрешно, да, добро, окей. во Сарај, кој гласал за промени, односно дека сфатил дека тој од Струга е во погрешна насока, бидејќи го има гласа на човек што е ризичен за тој во САД, бидејќи он гласал дека го видел него дека е во црна листа. Сега овој карпошанецот не може да го сфати ова, а може некој пример, ајде да кажем, некој земјоделец што е во Кавадарци да сфати дека треба за промените, односно да гласа за Да тие не проекти поддржува лице кои што да ги поддржува проектите кои се од страна на државата, кои се добронамерни и кои се во интерес на сите. Ова е паралела, што јас мислам дека никој не го прави. Чудите буни, Не го прави. Така што карпошанците, А зошто не е Рамис Мерко па сега кандидат пак во Струга? знаеш зошто? Зошто? Пошто струганците им е криве кога го виделе овие дека овој земјоделецот од Сарај гласал за промени. Ќе видиме сега како ќе бидат резултатите. Но и овој Карпош малце треба да размислува, да стои. Не дека јас се Да обидувам- анализираш, те разбирам. Но јас ги анализирам како политолог. како политиколог и во тоа како е нашата средина, бидејќи ме прашаат дали се клиентелисти Се и разбира, дали се разбира. се поврзани со тоа што нудат политички партии, но јас мислам дека луѓето треба да бидат малце вразумни и малце да ги гледат работите од подалеку, ајде да почнеме од Стет департамент да го гледат. Зошто за нив се ризични? Па, тие имаат секогаш некој оправдание поврзано со криминални дејства. Па ако бил ризичен за нив, зошто да не бидат ризични за нас? Види, тоа е феномен со кој што и јас се чудам. Тоа знаеш како е? Сум го анализирал. Знаеш како е тоа? Како Знаеме дека е лопов, ама ми го мете паркот. Чекај бе малце, кои си тие стандарди знаеш на како е тоа? живење? Како во Хирошима да пукнал бомбата, за нас да биде ризично, за нив да не биде ризично. Исто е ситуацијата со оваа ситуација. За нив, замисли, делата се правени тука, за нив да бидеш ризичен, односно постапувањето, а за нас да не бидеш ризичен. Тоа може е ли да- одлуката што треба да ја носат овие општини кои ги спомнав: Струга, Сарај, Чаир, па вклучувајќи и општина Карпош. Сакаш да анализираме пример како е во Гостивар или една општа анализа направиме што би можело да се случи после 19, односно после 2 ноември, мислам дека е вториот круг на локалните избори, зависно од резултатот кој што би го предвидел, понатаму кои ќе се движењата. Да, ДУИ најавува предвремени во март и април за да ги мотивира гласачите. Известно е дека ќе ги загуби големите општини, ќе се обиде ли после да жонглира пак или ќе влезат ли конечно можеби во процесот на внатрешна реформа кој што очигледно е неопходен за ВМРО да им падне на памет како идеја дека тие би можеле некогаш во иднина скора или на среден или на долг рок повторно да бидат партнери во власта, бидејќи коалиција со нереформирано ДУИ во очи на гласачите на ВМРО ДПМН не е неприфатлива идеја, а математиката, да повторам, е сурова и екзактна. 58 плюс 6 е 64 и тоа е секогаш поголемо од било која друга бројка во парламентот. Се разбираме, ДУИ не се реформира. Нема? Никош нема да се реформира. Мисли само може да има распаѓање? Знаеш зашто? И да ги видиш новите ликови во ДУИ, тие се или синовите или внуците кои се фајтери, еве, со Појаров, мали со другите. Нема некој надворешен вака со идеја? Па нема од надвор.
Таму Затворен круг. тоа е акционерско, тоа функционира буквално како акционерско да. друштво. Тие што се од 2001, 2002 станале до 2005, 6 станале акционери во таа политичка партија, истите луѓе се вртат. Само што не можеш да го видиш пример X човек што бил директор или функционер и го имаш синот или внукот или ќерката или внуката. Или некој членови од тесното семејство. Многу малце се тие што може да влегуваат, односно што може да дојдат во виделина во Тоа дуи. како ќе функционираат И тие да тие бидат луѓе? таму, сепак мора да му биде некој газда, односно тој што им ги држи Без конците. реформирање нема шанса да станат партнери. Јас мислам дека- а од друга страна нема никаква потентност да прават сериозни бели, зборувам за многу сериозни. За инциденти да, се разбира, секогаш ќе имаш 5 усијани глави може да направат проблем. Ама дека нешто ќе дигаат нова буна, тоа Не, во смисла дека мало ќе моргано. поноткути тоа на крајшта може таму да го тие знаеш во избори го употребат бугарскиот воз. Тоа Ма секогаш. сега со фингерпринт пак. И со фингерпринт го бугарскиот воз, знаеш како Ама го едно ваѓат личе лист. ќе фали на крај во кочанката, Ќе не? го стават после два, ќе иде главниот таму акционерот и ќе го стават две ливчиња таму внатре или агитирањето внатре, јас сум кажал и јавно во телевизија како работат. Но ако Чајрот Тетово губи, дој веќе тие немаат морален легитимитет за да излегуваат пред албанците и да им кажуваат дека треба или пред време парламентарни избори и да се повикаат на тој легитимитет, бидејќи ќе бидат поразени. А јас мислам дека тие ќе бидат, ако бидат поразени од Тетово и од Чајр, и влен станува една политичка партија, тогаш ќе им кажуваат дека пресметката е директно било со вас. И јас претпоставувам дека на ова насока ќе се движат. Изводливо ли е влен да стане една политичка Но да не партија, се се мачат разбираме, некако. да не се разбираме дека ДУИ е фокусирано само во Тетово и во Чајр, бидејќи to be или not to be е во овие двете општини. И едната да падне, пример, од општините, пак ДУИ ќе биде Поголем губитник него поголем те губитник, разбирам. но јас мислам дека една за секогаш, за да се бориме против таа, да не кажам, криминална структура која се однесуваше во минато, ние граѓаните треба свесно да знаат за кого треба да гласат. Види, за тоа треба по изборите, како што најави премиерот, да се влезе во финалната пресметка со корумпираните структури во правосудството. И тоа е тоа, не може да направиш кајгана без да скршиш неколку јајца. Едноставно мора да има коренети промени за да има кој да ги гони оние луѓе што сите ние изминативе години сме ги слушале, читале, гледале и сме ги предпоставувале, сме ги сомничеле за криминал. Ние не сме истражен орган, јас и ти, ние може да сомничиме на ниво на логика, аналогија, перцепција, но има кој орган тоа треба да го прави и очекуваме да го направи, бидејќи ако не го направи, пиши пропало. Но од друга страна, ако ти викаш ДУИ нема да се реформира никогаш, тоа значи што до кога ние ќе останеме робови на иницирање на некакви тензии меѓуетнички со користење на националистичка реторика. Кога ќе созрееме како општество да се издигнеме на тоа да речеме дај бе жити мене не ми досаѓа со глупости, дај да слушнам некоја конкретна твоја политика, макар и да садиме да ја разелениме некоја сува гора од еколошката гама на политики. Имам еден поразличен Сакам да одговор. слушнам. Сосема друг. Ние не треба да се замараме со нив. Таа е маргализирана група кој има одредени луѓе кои се клиентелисти таму. На нам знаеш што се интересира? Да имаме само правна држава. Апсолутно. Да правиме реформи Апсолутно, да. во обвинителство и во судството, да. тие сами ќе пропаднат. Тие сами ќе пропаднат. Веќе ќе бидат демоде. Бидејќи тие ќе немат време да се соочуваат со тие мегаломански да. идеи, односно по секоја цел да бидат дел од нас, туку ќе се обидуваат да си бранат себе си, односно ќе мислат цело време дали некој ќе ги гони или нема да ги гони. Ни треба само правна држава кој ќе после ќе ги контролира овие работи. Знаеш што? Сакам да кажам нешто ново кај вас. Ајде, имам уште некои 6-7 минути, повели. Јас сум малце по-радикален. Во смисла на ова на правна држава, демократија. Знаеш што е тероризам? Што? Не е само кривично да правиш со бомбашки да влегува во некоја зграда и да ја унаш. Добро. Тероризмот е една од теориите е ширење на омраза и на несигурност кај граѓаните, односно што може да предизвикува вакви ситуации напад кон државата. Да ги уплашиш со нешто реално. Да ги уплашиш.
па овие изјавите што ги прави Дуј, зарем не седе во таа насока? Може да се Војна држава, знаеш што опитате да Имајќи направи? предвид, јас дека бев обвинет Војна за држава, тероризам, знаеш за бе? говор, држење на Нека кој прави што нема врска. нека оди во друга држава, нека прави вака. Овие се Нека оди во милијада некоја пати пожесточи. демократска држава и нека дава вакви изјави. Знаеш што ќе прават? Ќе ја прогласа терористичка организација. Нека оди кај Трамп. И да Нека каже прават дека таму. Македонија може да биде сериозно дестабилизирана. Да ја поделиме државата. Некој како беше Дел од Бугарија, дел со Албанија. Дел со Бугарија. Тоа се преку пасошите, тоа му е финтата. Ама добро, после тој види се што финти ни прави фори и шарети некој пушта и после овој ќе го тумачи. Боже ми, Иво Андрич, Али Ахмети, па треба Арби Радеми после ја преведува што сакал да каже. И некако често се губи во преводот. Па за загарите, знаеш што, кога изјавише загари и Да, и зајци. после скокна Авлен, па вика, ама не сте... Отиде во Албанија после таму, знаеш што кажуваше? Што? Кажуваше дека ги навредил овие одвлен некои лица, бидејќи зборел лошо за него и за неговата политичка партија. Ка христијан, па христијан ги пренесел кај странците дипломати, за тие странците да мислат лошо сега за Дуј. Вау, Замисли во кој дереже Вау. дошел командантот. вау. Стварно. Значи, некој го кодошил него дека е лош Команданте. човек, му зборува. Он мисли Замисли, дека, да. знаеш, тие сирските муабети, селските муабети, комшијата е лошо, ово е лошо, и мисли дека така. Ова е држава, бе, ова не е мало. Добро би му дошол еден одмор во Холандија, Љули. На кого? На командантот. Има таму во Холандија некои институции нудат бесплатен смештај. Не, јас мислам дека треба да се бавта уште со политика тој. Има време младе тој. Има и младе? сила, да, има им сила. Во полна снага. Да, тој е, како да ти кажам, е големиот идеатор на проекти во државата сега на тие општини што им Како нуди. Тито нешто, така? Па Тито барем правеше проекти, на Албанци што има и направено, тој во своето село нема канализација, така Тоа е што. страшно. Ден кога ќе видам на вести, Па добро, ќе тие е истерам сите модел, затоа телевизии. и затоа овие другите, знаеш што кажуваат? Дека во Овие се- Зајас нема канализација, викам што е ова бе луѓе? Не, знаеш што кажуваат овие другите? Па нашиот председател нема канализација, зашто ние да имаме. Тие се гордеат со тоа дека нивниот Дека живее скромно. дека живее без И он канализација. машинчето за бројање пари е чисто поклон од пријател. Тоа е мода, ме разбираш за нив. И тие не можат пред командантот да стават овие канализација во другите општини, односно во другите рурални средини. Да завршиме на сериозен тон. Јас навистина ми е Тие жртвуват за председателот. навистина ми е жал што вакви теми постојат, но постоеле и ќе постојат. Само се надевам дека свеста и зрелоста кај луѓето расте како што поминува секој еден ден. Македонија се уште е млада демократија. Јас не сум очекувал чуда да се десат преку ноќ. Знам дека мора да созреваме, но тоа имаме прилика и сега и да го покажеме. И реално луѓето да си гласат кој за кого сака нека си гласа, ама нека размислува низ призма на личните, локалните... Но ние искажавме некои наши тези тука, мислам дека за граѓаните ќе бидат многу полесно да ги препознават за што е добро за да глас за нив, а што е лошо за нив и што е добро дојдено, односно што може да придонесува не само за општините, генерално и за државата. Да понудиме различни мислења и гледачите, како што им кажувам на крајот на секоја емисија. Секогаш моите тези се базирани на факти, аргументи и на логика. Ти благодарам многу за одвоеното време, уживав во разговорот, во делот од разговорот кој што беше лекција, кажав јас ќе прашувам, ќе слушам и сум задоволен. И се гледаме, ајде, после избори ќе правиме нова анализа да видиме што се случува, како се случува. Останавме должни на гледачите како ќе се одвиваат работите после изборите, но сепак треба да поминува. Ти низ разговорот кажа, ако сакаш срочи формулирај. Ќе дојде времето каде ќе после ќе ги даваме, ќе бидат појаснени некои работи. Од прилика така, мислам насоките се насетија вака. Генерално Ки има некои протести, ово, она генерално не правам грешки во мојот анализ, бидејќи ги знам во сршта како функционира и кај е нивната цел, така што 5 фази на 5 stages of grief, нели прво ќе има негирање, лутина, беса, и накрај мора да ја прифатат реалности, некој што ќе прават така. Тоа е тоа. Дали го се наредните избори? Само сакам уште еднаш да се благодарам на гледачите кои во овие касно време го следат емисијата и се надевам дека сме придонеселе. И може да има и критики, може некои Добре дојде сите со сепак ние јас сегогаш сум за
правото, на добрата страна и секогаш да се бориме за заедничка Македонија, просперитетна и демократска. Да си жив и здрав, доктор Љулизим Фаризи. Благодарам за гостувањето во вечерашната емисија. Се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте и сега со полно срце можам да ви кажам дека треба да го направите следното. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте сопствени заклучоци, посебно кога имате материјал и штоф, како што чувте од мојот вечерашен гостин. До следното гледање дозволете меѓу првите, ако не и прв, да ви честитам она што за неколку минути ќе стане официјално, ќе стане реалност. Новиот ден, 11 октомври, ден на народното востание. Чувајте го бунтот во себе, сеќавајте се на оние кои што морале да земат пушка во рака и да се борат за доброто на сите луѓе кои што живееме во Македонија. Македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите останати. Да сте живи и здрави и се гледаме следната недела со нови интересни анализи и разговори. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.